За енергетски и ефикасни објекти општините од Истокот за период од 3 години инвестирале околу 2,5 милиони евра. Станува збор за проекти кои се финансирани од грантови, државни и општински буџети, а кои опфаќаат поставување на фотоволтаици, замена на фасади, ПВЦ прозори и системи за ладење и грејење преку кои се овозможува заштеда на енергија и пари. Преку искористување на обновлива енергија од сонце, еден објект може да покрие заштеда и 30% од редовната сметка на потрошувачката на електрична енергија. Во иднина ќе продолжиме со инвестиции во обновливи извори на енергија и промена на системите за грејење, све со цел намалување на трошоците за електрична енергија и намалување на емисијата на штетни гасови на CO2 во воздух. Најголемите енергетски ефикасни проекти во Карбинци се насочени кон основното училиште и градинката. Фотоволтаичната станица на нашето училиште му заштеди некаде околу 200.000 денари за само една година, пресметано во однос на предвидените финанси кои што ги има планирано училиште, некаде 50% имаме заштеда на финанси за потрошувачка на електрична енергија. Преку поставување на фотоволтаичните панели имаме значителна заштеда на електрична енергија во градинката. Околу 30% на месечно ниво имаме намалување на сметката за електрична енергија, односно околу 60.000 денари на годишно ниво. Во Делчево, лидер во инвестиции во економска ефикасност е основното училиште Ванчо Прке. Денеска се започува уште еден проект во склоп на училиштето Ванчо Прке од Делчево. Заедно со Министерство за образование и наука сакаме да направиме санација на подовите во училиштето и старите подови од паркет ги заменуваме со современ ПВЦ под. А веднаш потоа ќе продолжиме со реконструкција на фасадата на зградата, каде ќе имплементираме, ќе се изгради енергетски ефикасна фасада. Енергетската ефикасност е важен дел од плановите на општина Делчево. Општина Делчево секогаш останува посветена на поддршката која што ја дава на секоја иницијатива за искористување на обновливите извори на енергија, кои што имаат огромен и економски бенефит, но секако дека се огромни бенефитите во однос на заштита на животната средина. Лидер во пошироки рамки со обезбедување услови за производство на струја и Свети Николе. Таму се е подготвено за изградба на фотоволтаични централи со капацитет од 25 мегавати електрична енергија на површина од 50 хектари, а во непосредна близина е Богословец, каде се планира изградба и на ветерен парк.